На плошадот од Македонија вечерва звездено небо. Исто онакво како што на концертите на нашата мега звезда Тоше Проевски го правеа обожавателите и почитувачите на неговото дело. Во организација на фан клубот на нашиот прерано загинат Тоше со собир на градскиот плоштад се потсетува на последниот хуманитарен концерт на Проевски пред 2 години, на овој ист ден. На плоштадот од Македонија и натаму е нашата репортерка Христена Антовска и во овие вести ја вклучуваме директно. Тена, добро вечер. Добро вечер, Борче. Фановите на нашата најголема звезда Тоше Проевски не само од Македонија, туку и од целиот регион, од Балканот, го одржаа аманетот на нашата легенда. На денот на кој што пред 2 години го одржа својот најголем и најуспешен концерт овдека во Скопје. Повторно да се сретнат, да пеат и да се дружат во негова чест, да триумфираат хуманоста и музиката над се. Пред нашето вклучување, еден од големиот број обожаватели собрани овдека на плоштадот Македонија се приближи кон нашата телевизиска екипа, посочувајќи дека над небото над Скопје во овој момент има само една звезда. И навистина е така, во овој момент над небото над Скопје најсилно свети само една звезда. Во вестите во 17 часот со нас беше Габриела Петровска од фан клубот Тоше Проевски. Таа е повторно со нас во вестите. Габи, дали сметаш дека оваа звезда која што вечерва најсилно свети над небото во Скопје е она на нашиот ангел Тоше Проевски? Дефинитивно и се чувства неговото присуство, значи уште една причина да се собереме следната година и како што порачаме ова да стане една голема традиција. Како што беше мега звезда и вечерва е Тоше, најсветлата звезда на ова небо и е тука со нас. Подпомогнати од Сити Радио, значи се пушта музика, се пуштат најголемите хитови на Тоше, ги пееме заедно со него и чека моментот кога ќе тргнеме сите негови звездички, ќе тргнеме кон стадионот да го направиме најголемото звездено небо, затоа што тој заслужува. Благодарам. Се надиваме дека можеби, ете, како и во приказните, тој таму од некаде над небото не гледа и не поддржува во сето она што го правиме во овој момент. Инаку за подсетување, на 5 октомври 2007 година од градскиот стадион во Скопје, на кој што се собраа повеќе од 25.000 обожаватели на Тоше и неговата музика, беше одржан неговиот концерт. Неговиот последен концерт на кој што тој порача. Се надевам дека до година ќе ве видам тука во уште поголем број. Ве сакам сите. Никој не можеше да претпостави дека токму тоа ќе биде последен пат кога Тоше ќе ги упати овие негови заштитни зборови кон сите негови обожаватели. Предлагам сега да го погледнеме спотот во кој што ќе се подсетиме на тој негов концерт на 5 октомври 2007 година. За жал, 10 дена подоцна Балканот беше обединет новој пат во тага. Момчето со ангелски глас замина прерано. Но дека Тоше не умре и дека остана да живее вечно преку неговите песни, покажа и овој концерт на 5 октомври следната година. Неговите обожаватели пеа на градскиот стадион во уште поголем број. Таму беа и пријателите на Тоше од сите балкански земји и наместо него ги пеа неговите песни. Во писмото кое што фондацијата го испрати, фондацијата која што го носи името на големиот хуманист, пишува: во закажаното време на стадионот 2008 година биеше со срце вдамар, полн со музика и љубов. Сепак фондацијата одлучи традицијата да продолжи, но на друг датум, на 25 јануари на неговиот роден ден. Во нивното образложение стои: и понатаму ќе славиме радоста на овој пат на денот на неговото раѓање. Неговите фанови се обединети во мислата дека треба и двата датуми да се одбележат, токму затоа и во огромен број вечерва се овдека на плоштадот Македонија. Од тука, како што веќе споменавме, сите заедно ќе се упатат кон арената, националната арена Филип II, каде што пред точно 2 години Тоше го одржа својот последен и најголем концерт. По повод 2 години од трагичната смрт на нашата легенда, која што се одбележува следниот викенд, Канал 5 подготви едноминутно видео во кое колегата Јосип Коцеп посетува на се она што на вистина беше Тоше, беше и остана македонскиот ангел.